Драги ученици, добре дојдовте во денешнава училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска ќе ви одржам час по ликовно образование. На овој час ќе дизајнираме, ќе комбинираме и пременуваме ритам, односно ќе изработуваме накид. Цел на овој час е да се запознаете со поимите ритам и дизајн, да ја развивате вашата креативност и да се оспособите вешто да ракувате со материјалите при изработката на својата креација. За денеска ќе ви бидат потребни неколку материјали, по ваш избор ќе ги оставам, со што сте на располагање во вашите домови. Можете да искористите макарони, цевчиња, бисерчиња од стари гердани или некои други работи што ви се на располагање, а ќе ви требаат и темперни боички, четки, картонска подлога за заштита на површината на која што ќе го изработувате сето ова и врвца за нижење. Но најнапред да научиме што е тоа ритам. Ритам е повторување на одредени форми или елементи по одреден правилен редослед. Може би звучи малку комплицирано сето ова, но тоа е всушност многу едноставно. Ритамот го има насекаде околу нас, го има во музиката, во нашиот секојдневен живот. Еве, например, менувањето на денот и ноќта се еден вид на ритам. Се разденува, па потоа се стемнува, па пак се разденува, па пак се стемнува и се така без престан. Значи денот и ноќта формирале свој ритам. Свој ритам имаат формирано и годишните времиња. Како се менуваат тие? Пролет, лето, есен, зима, пролет, лето, есен, зима и се така во круг без престан. Целиот наш живот представува некаков ритам. Еве кога одиме, например, на училиште, знаеме во колку стануваме, колку минути се подготвуваме за училиште, колку време одиме по патот, во колку се враќаме, во колку ручаме, во колку си легнуваме и така натаму. За да научат учениците полесно што е ритам, еден ден добиле за задача да нацртаат и обојат джемперче во кое ќе има одреден ритам по нивна желба. Ете како секој од нив го представил своето джемперче. Забележуваме дека секој од нив го представил своето джемперче на свој начин и сите употребиле различен ритам. Првото девојче ете што употребило. Значи, искршена линија, баклави, значи точки, триаголничиња и сето тоа е еден ритам како една целина. Второто девојче исто така употребило слични елементи, ова пак употребило цветчиња, кои што се повторуваат 4 пати. Момчето употребило линии, кругчиња, триаголничиња и боите исто така ги направил во еден ритам. Со тоа што употребиле учениците ритам, тие му дале изглед на джемперчето што го нацртале. Така, со тоа му дале дизајн. Значи, што е тоа дизајн? Дизајн е изгледот на предметите околу нас. Облеката, украсите, мебелот, книгите, сето околу нас има свој дизајн. Еве и овие дечиња што се фатиле во едно оро, се облечени во облека со различен дизајн. Значи, сите се во облека, но секоја облека е различна. Рековме дека и украсите, и мебелот, и книгите, и облеката имаат различен дизајн. Еве, например, овие две девојчиња имаат две фустанчиња различни. Првото е со дизајн, значи има кругчиња, второто е обично, без никакви шари. Овде имаме две шолји, едната има дизајн, едната е еднобојна. Овде имаме покривки, едната е со дизајн, значи со шара, а другата покривка е обична, без никаква шара, само во една боја. Така и ги разликуваме сите предмети околу нас. Зашто служи дизајнот? За да ни го привлече вниманието. Значи со дизајнот, еве, например, мене оваа шолја ми е поубава, попривлечна. За да научат за дизајн, учениците добиле и задача да нацртаат и обојат чадорче.
Ете како секој од нив го замислил и представил своето чадорче. Забележуваме дека секој од нив го представил своето чадорче на свој начин и сите имаат различен дизајн. Првото девојче употребило крукчиња, второто цветчиња, третото чадорчето го направило во форма на инсект, а четвртото дете, односно момчето, го направило како жабче. Значи сите чадорчиња се со различен дизајн. Сега ние ќе правиме дизајн и ритам со овие бомбончиња. Овие бомбончиња се значи дизајнирани во две бои, бела и уште една боја, еве бела зелена, бела жолта, бела портокалова и бела розова. Сега ние тие бомбончиња ги подредуваме за да направиме некаков ритам со нив. Почнуваме портокалово, розово, зелено, жолто, портокалово, розово, зелено, жолто и сето тоа може да се повторува уште многу пати до бескрај. Овде пак како се наместени, ајде размислете сами. Значи, розово, портокалово и така натаму, а овде зелено, жолто и така се затворил овој круг. Ако ги погледнеме вака овие бомбончиња, не потсетуваат на герданче и на раквица. Одлично. Така можеме да направиме накид и со помош на цевчиња, ако ги нанижеме на една врвца. Подоцна ќе ви го кажам и овој начин како да се изработи. Сега да ги видиме вистинските гердани, вистински накид. Застанете го видеото, одредете го ритамот, значи видете, забележете кај секој гердан каков ритам е запазен. А подоцна ќе ги поанализираме. Така, во првиот гердан имаме жолто, кафеаво, па зелено топче, жолто, кафеаво, зелено и се така од почеток до крај. Во овој гердан што забележавме? Дека имаме ритам од 3 сини топчиња и 2 бели кои што се повторуваат од почеток до крај. Овде е малку различна работата, значи имаме малку поинаков дизајн, но сепак имаме ритам што се повторува, не се овие камчиња во различна боја, туку така наместени, туку имаат одреден ритам. Овде имаме срце, крупче и така натаму. Овде имаме еднобојно па шарено топче, а во овој гердан што имаме изразен дизајн, малку потешко можеме да го одредиме ритамот, затоа што има многу различни елементи, значи сложен е тој ритам. Еве, сега ќе видите постапка за изработка на едноставен накид со дизајн и ритам. Забележувате дека овде имаме цевчиња во 4 бои, и сечени се, може да бидат дури и пократки, за да биде поубав герданот со поситни елементи. Доколку имате бисерчиња, можете помеѓу цевчињата да ставате и бисерчиња или некои макаронки, значи така да си го издизајнирате по ваш начин да ви биде поубаво. Но овде ми е да ви потенцирам да запазите, значи по кој ритам ги подредувате цевчињата. Така, значи тие да направат една целина и еве на крајот како ќе изгледа готово ова герданче, направено од детските рачиња. Ако се одлучите за гердан од макарони, тоа можете да го направите на следниот начин. Значи на некоја четка, моливче или цевче, ги нижеме макаронките една по една, ги боиме со различни бои. Значи прво боиме во една боја повеќе макарони, па ја миеме четката, па потоа земаме друга боја, еве, се гледа овде како се бојат, значи и двете макаронки со сина боја. Овде и двете се со црвена, овде и двете се со зелена, доволно се по две. Еве, забележете како се вадат и се оставаат на подлогата да се исушат. Значи, тоа е многу лесно и ќе можете, значи, без никаков проблем да го изработите. Откако ќе се исуши бојата на макароните,
Исто така ги нижаме на врвца или некој подебал конец по одреден редослед. Доколку имате различни макарони, можете да направите и некаков различен дизајн, значи да вметнувате помала макаронка помеѓу овие, така што ќе добиете поинтересен гердан. А потоа можете да направите и од помалецки макарончиња на раквица, која што можете да ја подарите на некој ваш омилен пријател или роднина. Еве го герданчето, значи готово е, нанижано. Како изгледа на крајот? Одлично. Се надевам дека нема да ви биде тешко. Ова се неколку идеи како учениците на часот ова го изработиле. Еве овој ученик направил герданче и на раквица со црвена и жолта боја. Еве со ситни макарончиња имаме друг дизајн што може да се залепи со лепак едно за друго и да се направи како обетка. А можеме, значи, и со цевчиња да го направиме нашиот гердан. Сега ве оставам да уживате во вашите креации и се надевам дека ќе бидат уште поуспешни од овие што јас ви ги покажав на видеото.